Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Двете новинарки пристигнаа дома по месеци поминати за решетки во Северна Кореја. Поранешниот председател Бил Клинтон го издействува нивното ослободување по средбата со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ил. Поранешниот председател Бил Клинтон го издействува нивното ослободување во вторникот. Линг, Ли и Клинтон беа воодушевено пречекани кога излегува од авионот со кој слетаа во Бурбанк, сојузната држава Калифорнија. Белата куќа изрази огромно задоволство поради враќањето на новинарките. Севернокорејските власти ги уапсија Линг и Ли во март годинава. Тие беа осудени на 12 години робија поради илегално преминување на границата со Кина и вршење на непријателски дејствија. Новинарките работеле на извештај за севернокорејските бегалци за американската телевизија Current, чиј соосновач е поранешниот американски подпредседател Ал Гор. Севернокорејските државни медиуми тврдат дека Ким ги помилувал новинарките, откако од Клинтон добил искрено извинување за нивните постапки. Американската државна секретарка Хилари Клинтон пак, која се наоѓа на африканска турнеја од Најроби, Кенија, негираше дека нејзиниот сопруг се извинил во име на Линг и Ли. Официјален Пјонгјанг тврди дека Ким разговарали за договорно решение за пошироките проблеми меѓу двете земји. Белата куќа пак соопшти дека мисијата на Клинтон била приватна и дека се решил да појде во Северна Кореја откако го замолиле семејствата на новинарките. Владини лица инсистираа дека Клинтон не разговарал за други прашања, како на пример за запрените разговори за нуклеарно разоружување на Северна Кореја, туку само за ослободувањето на Линг и Ли. Другите вести. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ги повика африканските лидери да се справат со корупцијата и криминалот, за кој таа вели дека го забавуваат економскиот напредок. Клинтон говореше во кенискиот главен град Најроби на отварањето на трговскиот форум на околу 40 африкански земји кои имаат повластен пристап на американските пазари. Првиот американски дипломат рече дека вистинскиот економски напредок во Африка зависи од одговорни влади кои отфрлаат корупција, го спроведуваат законот и носат резултати за нивните народи. Во кусата снимена видеопорака, американскиот председател Барак Обама рече дека африканците во потрага по иднина на надеж и можности имаат пријател и партнер во САД. Обама потсети и на неговите лични врски со Кенија како татковина на неговиот татко. Роднини на пакистанскиот талибански лидер Бајтула Мехсуд вели дека една од неговите жени била убиена во напад со проектил на куќата на таткото на жената. Се јавува за уште најмалку една жртва во нападот од рано утринава во племенскиот регион Јужен Базиристан. Роднините велат дека 4 деца се ранети, додека дедото на Мехсуд е неповреден. Роднина и соработник на Мехсуд за новински агенции изјави дека талибанскиот лидер не бил во куќата за време на нападот, но пакистански представници не потврдија каде бил. Денешниот напад е последен во серијата последниве недели, чија цел е Мехсуд. За него се верува дека оркестрирал голем број бомбашки напади во Пакистан и дека е клучен сојузник на Ал-Каида. Полицијата во североисточната сојузна држава Пенсилванија соопшти дека најмалку 3 лица се убиени од непознат напаѓач кој синоќа влегол во фитнес центар и отворил оган. Трагедијата се случила во Колиер Тауншип во близина на Питсбург. Инспекторите соопштија дека непознатиот напаѓач упаднал на час по аеробик, ги исклучил светлата, извадил пиштол од торба и почнал да стрела. Пукал неколку секунди пред да го сврти пиштолот кон себе и да си го одземе животот. Најмалку 7 други лица се повредени, вклучувајќи и 5 жртви кои се наоѓаат во критична состојба со по неколку прострелни рани. Сите жртви се жени. Полицијата вели дека се уште нема мотив за пукањето. Неделава се навршува точно 3 години до почетокот на Олимписките игри во 2012 година што ќе се одржат во Лондон. Во продолжение ќе чуеме за тоа како течат подготовките, но и за загриженоста дали сето тоа ќе се исплати по завршување на игрите. Прилог на Џулија Ричи од Лондон. Спортисти, градски представници и новинари беа првите патници на возот Джевелин, чија примерна намена ќе биде да служи како шатал за 25.000 луѓе на час од и до Олимпискиот парк во источен Лондон.
Со желба да ја поттикнат возбудата 3 години пред настанот, организаторите ги представи и другите подготовки, нагласувајќи дека финансиите се поклопуваат со плановите. Еве што мислат некои лондончани. Мора да биде добро. Гледате колку е изградено и тоа ќе донесе работни места за локалното население. Мора да е добро. Мислам дека многу пари се потрошија и тоа само за 4 недели. Што ќе стане со сите овие стадиони кога Олимпијадата ќе заврши? Председавачот на Олимпискиот организацијски комитет и поранешен добитник на златен олимписки медал Себастијан Кој вели дека изградбата ќе ревитализира дел од градот што долго бил запоставен. Игрите ќе донесат огромна гордост и ги инспирираат младите и ќе го променат ликот на источен Лондон. Лик што требаше да го има пред многу години. Споредби се прават со Пекин, каде беа потрошени милиарди за дополнување на јавниот превоз и изградени најмодерни спортски објекти. Британскиот министер за Олимписките игри Теса Джовел вели дека Олимпискиот парк е околу 37% готов и е во рамки на буџетот. Но според извештај од Лондонското собрание не е многу сигурно дали градот ќе може да најде станари за сите тие објекти кога игрите ќе завршат. Утре во News Flash, како до поевтина здравствена заштита во Соединетите Американски држави. Тоа беше се за ова емисија News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com за повеќе информации. До гледање.